Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Блок 20 овој 19 март беше збирното место за љубителите на хардкор музиката. Оние кои ја слушаат оваа музика можеа да уживаат со бендовите кои ја добиваа вистинската хардкор сцена. Направија тотално лудило и одлична атмосфера која е вредна за памтење. Die Hard Winter Festival помина во одличен тек каде што главната улога ја има Born from Pain, кои не доаѓаат од Холандија, нашиот реномиран бенд Smut и уште Hardface од Охрид и Short Fuse Hero од Скопје. Вие сте релативно млад бенд. Дали ги постигнавте очекувањата од првата свирка? И повеќе од што очекувавме, значи од кога ни се кажа за оваа свирка, станувавме 3 месеци, едва го чекавме овој ден. Настапувавме со 3 големи бендови, од кои што 2 се наши, Smut и Hardface, кои што веќе долго време се на оваа сцена. И на крај нашата прва свирка отваравме за Born from Pain, така да доволно е се надмира секој очекување кој што сме го имали. Дали чувствувате притисок бидејќи свирите со големи имиња како Born from Pain и Smut? Не осекавме толку многу притисок кога што бевме возбудени. Сепак бежвавме, се труевме, сакавме да изнесеме се најдобро. На крај се помина тоа што треба. Колку песни имате снимено и кои се вашите идни планови? Имаме снимено само 2 песни сега за сега. Имаме од прилика 9 песни. Во план ни е албум да снимиме. Би требало, зависи од како ќе се одвиваат моите, дали ќе имаме свирки и се да тоа. Лето, оваа година, наредна година да снимиме албум и да се представиме на сцена. За сега имаме само 2 сингла снимено. Пуштане се на YouTube, може да ги најдете. Дали на овој настап изедувавте песни од вашиот нов албум? Нормално дека да. Да речам пола сет листа. Дали на вашата турнеја имавте прилика да свирите со некои звучни имиња како Born from Pain? Имавме не во случајот со Born from Pain, свиревме со имиња од истата сцена, амерички бендови, делевме сцена. Како сте задоволни од турнејата која направивте? Многу добро. Да не речам одлично. Што мислите колку вашата Доволно. Добра, и за крај што можете да порачате на гледателите и на главна телевизија? Да одат повеќе по концерти, да ги пратат домашните бендови, изданијата на домашните бендови, да ја следат домашната сцена, да не дрема многу на Facebook, наставно да ги постат концертите, да уживаат во музиката. Колку песни има на вашиот албум? На кој албум? Последниот. Последниот 10 песни. А на претходниот? На претходниот има колку? 8, 9? 9 песни има на претходниот. И од кој албум сте позадоволни? Од првиот или од вториот? Имаме 3 албуми. Да. Нормално од последниот. Настапот беше предобар, целиот бенд е задоволен, дадовме се од себе и малку повеќе. И свиравме повеќе песни од последниот албум и мислам дека публиката веќе добро го има научено, а изведовме една нова песна што прв пат ја слушаат сите и на повеќето луѓе им се допана, така да на добар пат сме со новиот албум. Дали сте задоволни од посетеността? Да, премногу, пошто луѓето во нашиот град се повеќе научени на викендашки концерти. Ова беше така еден добар експеримент да се направи еден фестивал во четврток, во клубски фестивал. Значи, клубот вака бил полн прошлата година. Презадоволен. Born from Pain трет пат доаѓаат тука, сите пати биле одлични, ама мислам дека третиот пат онака секој пат беше се подобри и подобри, овој трет пат како што играат трета среќа. И они мислам дека ќе бидат презадоволни од нивниот настап, сепак се добро светско име, знаеш, на турнеи, сега се на турнеја на новиот албум, а мислам дека и бендовите вечерва што свира и Hardface и Short Fuse Hero одлично се представи.
How much time do you exist on the hardcore scene? We've been around since 1997, which means that we've been around for almost 18 years. And I think in June we have been around for 18 years, playing shows, putting out CDs, and touring for most of the year. So it's been a pretty long time. How many albums do you have? We got a new album out now called Dance with the Devil, and that's our 7th full-length album. Your best performance in your life? Best performance? And it's always hard for myself to answer, of course, but I think the coolest things we did are like, we did a couple of anniversary shows for our 10th anniversary, for our 15th anniversary, with a lot of bands that we know, friends of ours, which were really great. A lot of really cool, really small club shows that were crazy. Shows out here like today are like always really great, but we also played shows like Full Force, Summer Breeze, Wacken Open Air. So those shows obviously are really cool too, but yeah, there's many. There's not one I can pick. And how was the audience tonight? The what? The audience tonight. How was it? Oh, it was great. Yeah. I mean, this is our 3rd time in Skopje, and it's been always great. It's been always crazy. People always go off, stage dive, sing along, big mosh pit. So yeah, And great. Have you tried rakia? Raki. I can answer that right now. Yeah, I did. Cool. And what do you think about the Macedonian girls? Do you like them? I don't know any personally, but I can tell you they're very pretty. Yeah. Very pretty. That was what I meant. Yeah. Who is the creator of your band's name? Me and our old singer. We thought up the name. We actually got it from an old record from a band that we really like, Earth Crisis, and we thought the name really fitted the band and what we wanted to say with it. So that was the two of us. Yeah, we're doing a lot of weekend shows now. Then we're doing festivals in summer, and after summer we continue touring Southern Europe. We do a headline tour in Northwest Europe, and then we go out, do North America again, go to Asia and write a new record. So that's what we're doing. Keep on going, doing new songs, playing out. What we've been doing for a while. This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing. Вистинските љубители на спортското качување, во саботата на 21 март, околу 12 часот во соработка со СКС Карпош започнаа со работа, а со тоа и новата сезона на дружење, качување, адреналин и многу забава. Отварањето беше пропратено со државно првенство и надпревар за рекреативци. Дојдоа доста луѓе и максимално го искористија денот на пролета во новата качувачка сезона. Бла ТВ и тимот на СКС Карпош се секогаш со вас. Се наоѓаме на спортско-качувачки стадион Карпош, новото место на урбаната култура у Скопје. Од 2008 до денес, значи тоа се веќе повеќе години. Доволно за да живее спортов. Федерација за спортско качување на Македонија или МСКФ. Федерацијата функционира од 91-92. Значи со Македонија заедно. Значи Карпава е втора највисока во Европа, значи вертикална висина на Карпава е 26 метри. Значи гледаме составен од 3 карпи, имаме карпа што е со олимписки критериуми за брзинско качување. Тоа е една дисциплина која се трка 20 истовремено. Така, не треба ништо. Треба само добра волја и желба. Доаѓаш, ние ти даваме опрему и се качуваш. Не поопасно од фудбал и од баскет. Со спортов веќе 10-та јубилејна година. Значи во склоп на нашата лига има 12 надпреварувања во Македонија, во склоп на Балканската лига има исто толку ширум Балканот, Европска лига и Светска лига. Интересно е да се каже дека, тоест мора да се каже дека спортов е веќе олимписки спорт, така да веќе е на ново ниво. Значи има, станува комерцијален полека, меѓутоа треба да се поработи уште малце на развој на спортов, да се запознаат луѓето дека е безопасно, дека е добро за тело, за дух, за све.
Најмладиот ќе го снимате после се вика Кристијан од Прилеп, 7 години. Најстариот ни кидна пред малце, дедо Дуле, 70 и нешто. Нема граници, нема бариери, ни годишни, ни полови, ни расни, ништо. Видете, ова е правено по, да кажам, по критериуми на вистинска карпа, односно на природна карпа. Движењата се тие, само што вдека безбедноста е доведена до максимум. Значи не постои никаков ризик од пат, од повреди, не постои ризик од одрон и тоа е таа суштинска разлика што а и попристапно е. Може секој да дојде да практикува. Значи место работи од понеделник до петок секој ден, понекогаш и викенди, зависи како е среќата. Слободно можете сите членови, тоест сите надворешни членови рекреативци да дојдете и да пробате до кај ви се можностите. На Facebook СКС Карпош или Спорт Клабинг Стадиум Карпош. Јас сум Виктор Трповски од Скопје. Спавам 7 години со качување. Ден се освоив прво место. Колку години имаш? Сега имам 15. Како уживаш ти во ова? Што те наведе? Што Па татко ми најпрво го донесе спортот во Македонија и после него јас продолжив. Значи ова е фамилиарно на вас? Да. Окупација. Како се чувствуваш горе? До кај најгоре се стигнеш? До скрос најгоре. Скрос најгоре? Да. Во опасна? Да. И не ти е страх? Не. Никога? Никога. Браво. Здраво, јас се викам Стефанија Перкановска. Овде тренирам 1 година и 3 месеци. Имам да добиено прво место сега на овој надпревар. Браво. Кажи ми, страх имаш ли тоа? Не. Воопшто? Не. А се качувала на вистинска карпа? Да. Како е чувството? Разлика има? Нема. Исто. Исто. Супер. Кажи ми, негде си се надпреварувала на други места? Па во Радовиш. Таму исто имаше добар успех? Да. Второ место. Што ти е најубаво во овој спорт? Овој спорт ми е најубаво качувањето. Да. Спуштањето страшно ли? Не. Колку треба да си физички спремен за да можеш да го направиш? Па треба да си спремен. Посебни тренинзи правиш ли надвор? Да. Да. Треба да правиме за да не истегниш нешто прсти, нога, раце. А значи прво се загреваш пред Да. тргнеш да се качуваш. Добро. Ти кажа година и Ни 3 месеци. мислиш дека цел живот ќе се занимаваш со ова? Да. Убаво е? Да. А оваа карпа тука во Скопје? Како ти изгледа? Па таа ми изгледа дека е голема и можем и таа да качаме. Јас сум Никол Чангеловски, доаѓам од Прилеп. Спортот го тренирам 1 година. 10. И што те привлече тебе? Па ме привлече затоа што е навистина убав спорт за градење на тело, мускули и можеме да учиме да се снајдуваме во природата. Кажи ми, кога ти беше почна? Па на почетокот да и на кога пред да почнам да ја качувам карпата, кога ако е висока ме фаќа страф и имам голема трема кога ќе качувам, но со тек на време да, се губи. И да, во Радовиш таму имам 3-то место за мене. Има разлика затоа што тука ни се дадени фаќалиштата како вештачки, а таму треба сам да го пронајдеш фаќалиштето, што навистина ти треба. This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's